на председателке, како долгогодишна пратеничка, председателка на комисија, искусна пратеничка, колешка за која навистина имам предобро мислење, ме разочаравте со вашиот настап. Повторно, без факти, без аргументи, браните нешто што не може да се одбрани. Изборувате, медиумите не биле, не знам, немале слобода и затоа Transparency International не рангирале подобро. Ама немојте, ви се молам. Немојте. Вас амбасадорите на сите релевантни европски земји, силни, моćни, ви кажуваат дека не ве бива, дека сте заглавени во криминал и корупција. Амбасадорот на Холандија демонстративно на телевизија сите да гледаат, што не е случај во историјата на дипломатски односи, никој тоа не го направил, откажува проект, финансирање на проект, заради што сте прекорумпирани, заради што огромно политичко влијание во судството, недозволиво. Значи ги истрпил сите мерки човекот, немало каде, и сега ви кажува на телевизија дека луѓе со вас повеќе не се соработува, ги повлекуваме средствата, вие сте заглавени во криминал и корупција. Толку. А немојте овде мене приказки да ми предавате, а не сум од Марс паднат да ми кажувате глупости. Медиумите не биле информирани, не знам што, како не биле информирани медиумите? Како требаше да биде информирани за една недела, 19.000 евра потрошил премиерот, да Фейсбук се спонзорила. Си игра играчки игри. Ќе си пишуваме статуси. Така треба да биде и затоа треба да понеси одговорност. Како се трошат државни пари за спонзорирање на личен профил на Фейсбук. И наместо за по-битни, по-важни работи да се трошат парите, се трошат пари за спонзорство на Фейсбук објави. Тоа треба да се застрами тој што го прави тоа, а не вие тука да правдате. Да, требаше да сносат одговорност сите што извршиле злоупотреба на своите функции, додека биле на функција, и само така ќе имаме недекларативна, туку јавна борба со корупцијата. Тоа го зборувам, и што е тука лошо? И сите и во времето на ВМРО, на претходно на СДС, сите нека одговарале, но кажувам јас, дека тоа како власт вие не го испорачавте на народот, не го направивте. Не одговараат. Немојте приказки сега. Вие затоа сте на 87-мо место. Не сте заради медиумите, дека не ве пренесле добро. Резултат на тоа 85-то, 87-мо, 111-то место е на активностите на Рашковски, генерален секретар на владата, каде што 2-годишно дете си изградило хациенда од подароците за роден ден и за мекици. Вие сте заради активностите на Мухамед Закири, заради активностите на Зоран Заев, каде што целата фамилија му е нафатирана, не знај ни колку, не знај кај нема фирма, не знај кај нема банкарска сметка во светов. Заради активностите на Димитар Ковачевски, Артан Груби. Заради таквите ние сме на дното на рангирањето. Немој овде приказки да ми кажувате за мали деца. Ами народот ви се смее и затоа имате ваква доверба, за брзо ќе види едноцифрена. Ќе видите избришани од политичката сцена со ваква политика, со вакво водење на политика. Не можете ова вие на народот да му правите најлошо, да му кажувате не сте биле добро пренесени од медиумите, затоа сте биле пониско рангирање. Од светска, еминентна организација која работи на тоа перцепција на борбата против криминалот и корупцијата. Ова е недозволиво, една искусна политичарка како вас, претеничка, да го зборува, да го спомни. Недозволиво. Ви кажува амбасадорката на Америка, потрошивме толку средства, а вас не ве бидува. Го растуривте судството. Не заради медиумите дека не пренесле добро, туку заради тоа што Зоран Заев го презеде управувањето со телото за реконструкција на правосудниот систем. Како може председателот на влада, кој е извор, го продуцира
криминалот и корупцијата, да го решавал, да го реконструирал судството. Еве и тука, тоа ми е едно од прашањата, почитувана заменик председателке, дали е тоа искористување на политичката моќ и мешање на политиката во судската, извршната во судската власт, што е недозволиво. И што е една од причините за ваквото рангирање што вие го демонтирате. Имам уште многу примери, само неќам да одолжувам, граѓаните многу добро знаат. Уште еднаш ќе кажам, ајде кога сте толку добри, кога имате резултати, кога работите, кога сте сигурни во себе, кога сте сигурни ВМРО дека нема квалитет, дека градоначалниците на ВМРО не работат добро, туку така сгрешиле граѓаните во цела Македонија, му ја довериле довербата на градоначалници од ВМРО ДПМН, ајде еве ве охрабрувам, уште одма да ја свикаме седница, да го распуштиме собранието и да си одиме на избори. Па ако победите со среќа, нека вие. Ама не ви стиска. Не сте одлучни. Бидејќи и вие ги знаете анкетите, и вие ги знаете резултатите на анкетите дека се релевантни. И друго нешто знаете. Дека онај голем процент што не се изјаснува во моментов на анкети, што вели не знам за кого би гласал, секогаш од страф од власта е на страната, во поголем процент на страната на опозицијата. И нормално предноста на опозицијата во моментов е многу поголема, огромна, дупло во споредба со поддршката што ја има власта кај граѓаните и довербата. Уште еднаш ве повикувам. Немојте овдека да млатиме празна слама, распуштете го собранието, распишете избори, па да видиме на избори која има довербата од граѓаните и за кого мислат граѓаните дека добро работат, односно во нивни интерес. Ви благодарам.